Драги мои, еве не во уште една емисија на Авантуризам. Денеска имам чест да ви представам планинарско друштво кое слави 100 години постоење, што може да кажеме со голема чест дека имаме и такво нешто и можеме да бидеме горди дека го имаме. Со нас е председателот на планинарското друштво Љубетевна Тетова. Би сакала да ни се представиш и да ни кажеш нешто повеќе за планинарското друштво. Ви благодарам пред се што не поканивте, што има телевизијата и вие сенс за нешто што навистина е ретко во Македонија, затоа што планинарското друштво или планинарскиот клуб Љуботен слави 100 години и е еден најстар активен планинарски клуб во Македонија. Јас сум председател на планинарскиот клуб Љуботен, јас сум Јован Божиновски, инаку сум член веќе 30 години во клубот и се заљубив не само во планината, во движењето на планина, туку и во клубот како организација која што нешто прави за да остане, односно учи од претходните поколенија, работи, функционира во овој одреден период и прави нешто што ќе остане за идните поколенија. Кажи ми како функционира планинарското друштво, во суштина што значи да си планинар и да си член на планинарското друштво? Самата организација е правно формално здружение на граѓани, како регистрирано во Македонија според Законот за здруженија. Членови сме на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, како чадор на сите планинарски здруженија во Македонија. Сега, како секоја организација внатре функционира, тоа е една специфична работа која што, затоа што тука нема луѓе кои што земаат плата, кои што работат, кои што тоа е доброволна, една волонтерска организација која што пред се е потребна енергија, чиста мисла и желба за планинарење, но не е само движење на планина, она да се човек движи по планина. Планинарењето е стил на живот. Планинарењето е движењето на планина е стил на живот, тоа е начин на живот. Ние викаме, не знам, пред 6 години бевме во 2019 имавме како клуб организирана активност на Алпите во Словенија, Триглав и на Глосглогнер и една од колешките кои што беа од Тетово заедно со нас на планина овде викаат, ние вика до 40 дена децата не ги вадиме традицијата од дома, овде вика на 40 дена прво ги качуваат на Триглав. Значи тоа е на стил на живот, што кога на тие луѓе таму ќе им кажеме дека имаме планинарски клуб кој што 25 они очекуваат исто да го сретнат овде, но за жал затоа што добро ја познавам историјата, знам дека ние имаме традиција, немаме како народ традиција за движење во планина. Тоа не е планинарска земја. Планинарска земја сме. 70 кусур% сме покриени со планини. Значи ние немаме навика некоја како народ да се движиме на планина, ама имаме традиција пак на клубови, на генерации луѓе што биле членови на тие клубови и тоа не е одржало. Колку членови има сега? Оваа година бројката се менува од година во година. Оваа година сме околу 150 члена кои што се редовни членови на клубот и се нормално има активни, млади, возрастни, разни генерации. Така да тоа е бројката која што е годинава. Како се станува планинар во смисла на тоа некој да ви се пријави сега за да биде член на вашето друштво? Има некоја обука, има нешто што поминува, што треба, има некоја проверка, дали е за тоа или не? На почеток нема ништо такво. Во минатото знам кога, па и не јас кога почнувам него и претходно, знам дека кога почнуваш имаш основна планинарска школа која што ти ќе се зачнеш и потоа имаш некој период кој што треба како обука да го поминеш. Тоа сега за жал го немаме, официјално го немаме, но ние како претходни членови кои што членуваме долго време, на тие што се започнуваат да бидат членови, се движиме со нив, им објаснуваме, насочуваме каква опрема, ги воведуваме. Инаку има пријавен лист, каде што се пријавуваш, се плаќа една чланарина годишна која што е минимална и тоа е тоа. Значи, член и кога ќе ми се јават, мене ми е интересно кога ќе прашаат
што треба да барам, колку треба да платам или да направам. Треба да сакаш. Прво треба да сакаш, а после тоа ќе најмалов проблем е да се пополни пријавници и да се платат тие средства. Не случајно прашувам, бидејќи многу пати имаме можност да прочитаме или да дознаеме дека некој се изгубил во планина. Едноставно луѓето мислат дека можат сами и дека нема потреба да речеме да имаат водич или да имаат или да познаваат каде треба и што да одат. Токму заради тоа сметам дека и затоа и сакав да направиме разговор дека планинарско друштво е во суштина сепак и некој кој се грижи за човекот кој е дел од тоа. Баш така, јас на неколку пати кога се извинувам, имало потреба од некој интервју или некој разговор кој сме правеле, секогаш сум насочувал на тоа луѓето кои што сакаат да се движат на планина, да бидат членови, да станат членови на некој планинарско друштво или клуб. Зошто? Затоа што во рамките на клубот ти ќе добиеш едукација, ти ќе добиеш заштита и ќе научиш како да се грижиш да се грижиш кон природата, а дополнително ако те интересира така. Ако не си член и се движиш самостојно, еднаш се случува грешка на планина. Не можеш ти, нели јас сум бил таму, сум направил тоа. Еднаш ќе се случи еден проблем, кој што проблемот е можеби заради некоја ситница, но таа ситница е заради тоа. И затоа и ние сме во Тетово 5 планинарски друштва кои што функционираат и ја стално викам на луѓето кои што сакаат да се движат на планина. Не е битно дали ќе бидеш во Љуботен, во Тетекс, во Јелак. Биди член на некој клуб, затоа што со тој клуб, со тие луѓе ти ќе научиш се што е потребно. И да се движиш во планина и да сватиш што тоа значи. Така. Кажи ми колку во глобала грубо се посетени Шарк планина и делот каде што има патека или може да се движи кај кој сака. Според тоа како што затоа што јас знам многу историјата на планинарството и скијањето, го знам нели овој последен период од 30 години каде што сум активен член во клубот, имаме периоди каде што нели тоа варира. Имаме многу активности во 50-тите, во 80-тите каде што биле многу посетено. Зборам не само домашни, туку и надворешни странски туристи. После имаме еден гап кога нели Југославија се распаѓа па 2001 тука, па имаме еден нели процеп кој што падна на таа линија. Некаде 2010-2012 година активно се започна со оваа активност. Тогаш започна и одредени проекти кои што се баш во насока на развој на планинскиот туризам. Па не знам, ама имаме бројка која што е прилична, јас можам да кажам со оглед тоа дека ние го држиме планинарскиот дом Љуботен, кога ќе изземеме Попова шапка како скијачки ресорт, како центар кој што е нели посетуван од секоја страна. Планинарскиот дом е добар репер како место каде што голем број на луѓе посетуваат, но може да се каже дека бројката е некаде над 5000 луѓе кои што доаѓаат. И баш би ги поделил тоа некаде на од кои што 40% се надворешни гости, а другите 60 би ги поделил пола на она, можам да кажам слободно. Во кој период се е тоа? Најчесто е летниот период. Најчесто е летниот период. Мада интересот како се движат, затоа игам планинарскиот дом и со ноќевањата, како гледаме 3 години, веќе 4-та година сме активно во клубот и како се движат активностите, така и нели зимскиот период започнува да биде попосетуван. Спомна дека доста има надвор од Македонија што доаѓаат. Каква е соработката и како ве наоѓаат тие кои се заинтересирани, да речеме, да дојдат до Љуботен? Во одреден пред, најде да кажем 2017 година, благодарение на ГИС се направи тој продукт High Skardos Trail, кој што е планинарска патека вдолж граничната линија помеѓу Македонија, Косово и Албанија, и која што е поделена во 18 етапи. И тоа е еден продукт, туристички продукт, кој што допринесе многу во изминативе 3 години
имавме нели периодот со короната кога беше малку застанат таа активност, но во овој период има, така да преку тој продукт кој што постои не наоѓаат луѓето, но исто така и како планинарски клуб, затоа што голем дел од нас, членовите наши, завршиме обука за професионални водичи во планина по имала стандардот, членови сме на асоциацијата на водичи во планина во Македонија, Македонската асоциација, и по тој стандард, по тој професионален стандард, голем дел од членовите завршаат таа обука и како клуб отворивме канцеларија која што дава сервис на водичи, Shara Mountain Guide офис, така да го имаме и тоа како бренд, како канцеларија во Тетово, да, во канцелариите на клубот. И изминативе пред неколку години го отворивме инфоцентарот за Шарпланина, кој што е единствен пред нели националниот парк да се прогласи. Го започнавме таа активност и сме во добра колерација со националниот парк. Така да тие контакти од каде што луѓето доаѓаат. Пак се вратам на тоа, на соработката на планинарските друштва од другите држави. Соработката како планинарски клуб имаме голема чест што нашите претходници членови на клубот со оние планинарски друштва на Балканот, на просторот на бивша Југославија, биле во многу добра соработка. Како најстар планинарски клуб сме биле збратимени со најстарите или активни планинарски клубови во сите земји на тогашна Југославија. И таа комуникација се уште постои, можам да кажам дека ова што се случи минатата недела, тоа е традиционалното искачување на титулар, веќе како планинарски бренд сам за себе, ние сме организатори на тој настан, луѓето веќе не препознаваат. Ја препознаваат активноста на клубот, ги препознаваат сите случувања кои што клубот ги работи, ги креира во текот на изгоднините, и тоа е таа соработка каде што, еве да кажем, се иднава недела одиме во Панчево на една соработка која што е таква. Потоа имам во Зеница ни балкански средби кои што се на, ајде да кажем, претходни како наследници на тие збратимени друштва. Така да имаме доста добра соработка. Активни се тие соработки. Кажи ми, дали се случува, да речеме, туристи од странство или едноставно да ве најдат и да сакаат да со ваш туристички водич, рековте дека имате лиценцирани водичи, појде по некоја патека која може би треба да ја помине, ама да не биде сам? Има не бараат, иако тоа е нели повеќе преку агенциите, туристичките агенции кои што работат инкам туризам кај нас. Тоа се работи, иако се случува и директно да од кај нас во канцеларија, затоа што нашата канцеларија веќе години наназад на едно исто место и знаат кога доаѓаат туристите и луѓето во Тетово кај ќе дојдат, и кој не знае, кој не контактирал туристичка агенција, знае да му насочат луѓето, да, нели, ќе одиш таму има на канцеларија, таму се планинарите, ќе прашаш и ќе соработуваш, така да, има потреба. Спомна туристички агенции, на каков начин е тоа со нив регулирано? Тие имаат туристички тури кои се наменети на тоа, или е тоа инцидентно па се договарат? Имаме во Македонија, не за жал не во голем број, но имаме неколку агенции кои што работат инкам туризам, кои што се баш насочени кон креирање на такви продукти кои што се нудат надвор и кои што нели носат луѓе кои што се во Македонија. Соработката е многу добра, затоа што тие агенции имаат потреба од водичи, а голем дел од тие агенции, мислам едната од, јас би ја истакна Mountain Experience, каде што луѓето се оние кои што го креира планинскиот туризам во Македонија и знаат да препознаат луѓе кои што се не само нели обучени професионални водичи, туку и воидни да насочат луѓе кои што би се обучеле за таа работа, за да може да работат во насока на тие туристички агенции. Предпоставувам дека имаш искуство со некој од странците. Кажи, опиши ми го на некој начин доживувањето нивно на планинарење во Македонија или кај никој.
Интересно, многу ова е јас кога започнав од таа обука некаде 2004-2005 година, дојдоа ментори од Франција како асоциација тогаш, нели, постанавме како членка да станеме на УИМЛА и како аспиранти тогаш бевме и дојдоа како ментори да не обучуваат французи кои што доаѓаат од Алпи. Да. И се доаѓаат од Алпи и се движат тука на планина, они се воодушевени, јас се чудам се како некој што доаѓа од Алпи се воодушевува на нашите планини, но нисам таа комуникација која што имавме со нив, а потоа и со други туристи кои што доаѓаат, сватив дека луѓето кои што доаѓаат тука, овој микс на култура што ги имаме, планините, имаме многу меки планини, многу високи, а многу достапни планини. Имаме прекрасна, нели, вкусна храна која што е исто микс на традиција, на култура, и сето тоа уствари нас не може да не продава надвор. Од самите планини се одушевени затоа што Титов е 2747 метри, Да. они се движат на трева, немаат карпа, немаат технички терен, а на Алпи, ако се на 2700, се уште се во некоја дупка. Немаат видик. На нашите планини, кога ќе се качиш ти на гребенот на Шара, е страшно отворено. Значи, цел полук, Солунска глава, Рила се гледа во Бугарија, ги гледаме на Косово, на Копалник. Оние планини према Проклетие, према Црна Гора. Да. Се е она како на дланка. Јас извадив некои фотографии од вашата Facebook страница и твојата и на Лисец. Навистина има прекрасни фотографии. Нас не ни е во можност да голем дел од нив ги дадеме, меѓутоа е она што навистина одушевува во смисла на тоа дека може да се направат и прекрасни фотографии кои секако ќе ја раскажат приказната и ќе намамат нови луѓе да Дефинитивно, јас не сум професионален фотограф, но кога почнав да се движам на планина и почнав да правам фотографии, немаше тогаш што Инстаграм и Фејсбук и социјални мрежи толку многу, но ми беше драго тоа што ќе го сликам, што ќе го фотографирам на планина, да го пренесам на луѓе во доле, затоа што и навистина голем дел од луѓето кои што сега ги знам се навлекува на планината затоа што ги гледаат тие фотографии. Како човек кој што ја знае историјата, пред одреден, мислам лани, минатата година, во ова време, клубот издаде монографија за Гого Попов, тоа е исто еден од првите планинари скијачи, фотограф од кој што ги има направено првите фотографии на Шара во црно-бела техника. И се навраќам како им било нив во тоа време, што не знам какви апарати и камери да се качат горе и да направат такви фотографии професионални. И секој чекор сега јас кога се движам, се уште, иако сум доста долго време на планина, иако не знам колку пати сум бил на едно исто место, јас се воодушевувам. Е секогаш поинакво. Секогаш е поинакво, јас се воодушевувам, ја правам нови фотографии од исто место. И се сеќавам како им било некогаш пред 80 или 100 години кога се движеле таму. Така да, фотографијата е нешто што навистина примамува. Јас често се движев во матка, не сум некој планинар, во смисла на тоа дека немав доволно време. Моето занимавање со туризам секогаш ме водеше во други насоки. Меѓутоа, оваа приказна што ја кажуваш ти дека фотографијата во различити времиња е различита, навистина ме импресионираше и ме тераше да ја направам од едно исто место различни фотографии. Да, тоа е навистина интересно и кога ќе кажеш на некој, знаеш, не е можно. Луѓето кои што не се движат на планина, ќе речат не е можно. На еден пријател баш му поклонив на серија на фотографии од Карип Николичко езеро во неколку годишни времења, каде што го има и во снег, и во есен, и во пролет. Така да тоа е нешто што исто место, а сосем различно изгледа. Различито доживување кое те тера да ти како планинар едноставно го доживееш тоа. Дефинитивно. Кажи ми, дали соработката со другите планинарски друштва од други држави на некој начин побудува желба да тоа биде нешто повеќе? Ти си
туристички водич планинарски, туризмолог си, колку соработуваш со туристички агенции, меѓутоа дали таа соработка може да биде на некој повисоко ниво во смисла на тоа дека ќе има можност на тој и тој датум туристи да дојдат да тоа го посетат. Има, се случува се повеќе и повеќе, затоа што посебно што денешната техника на наоѓање дозволува такво нешто да тоа биде. Дозволува и е освен што дозволува техниката, освен тоа што луѓето веќе кога доаѓаат луѓето странци, посебно тие се веќе многу повеќе информирани отколку пред 20 години. Луѓето пред 20 години можеби им беше непознато, не знаеа зашто и како. Сега кога доаѓаат луѓето се спремни, како и ние кога би оделе некаде, нели, ќе расчитаме што како се случува таму. И полесно се доаѓа до информации. Полесно се доаѓаат до информации. Така да навистина е предизвик да се како ние ќе ја пренесеме Македонија, приказната, како ние ќе се представиме самите, како кога ќе сместиме во некој објект, како таму ќе си поминат, која храна ќе јадат, како ќе се однесуваме со луѓето кои што ги сретнуваме во селата на планина, како ќе им презентираме историјата, како ќе им презентираме комуникацијата, се случувало да прашуваат и за лични информации, како дали фамилиарна состојба, не знам, работиш, не работиш. Така да тоа се многу специфични работи, но тоа е она што ние како водичи, професионални водичи, треба да го знаеме и да го кажеме на нив и пред се да внимаваме на нивната безбедност. Кажи ми, предпоставувам, имаш искуство во странство, во планинарење. Која е разликата меѓу таму и овдека? Прашање кое што може да се мери на две страни. Секаде кога се движиме на планина ке нас, за жал, планинарството е малку тргнато на страна, не е толку како што било некогаш, а било многу поразвиено и многу поактивно. Зошто е тоа така? Не знам, неколку пати сум дискутирал, неколку пати сум размислувал, сум мислел, сме комуницирале со тие постари планинари, се зборам општо во Македонија. Имаше овој Ехо фестивал што се случува за планински филм, имаше не знам, полска експедиција која што пробува се качи на Еверест на северна страна или во зимски период, не ме фаќате точно за збор. Дел од таа експедиција погинува, нели, екипажот, но кога се враќаат назад, тие се пречекани од претседателот, тие се пречекани од неголемиот врв на државата, со неголеми почести. Нас во 89-та година се случува, нели, еден таков слична среќа и несреќа, каде што муратот се качува на Еверест, останува таму за секогаш, но кога се враќаат екипата, тимот кој што е таму, не е доволно, ја нема таа енергија, не е пречекан како некако, мислам дека многу луѓе кон нив се однесувале као зошто се случи тоа. Тоа е планина, тоа се случило тогаш. Но очигледно дека од тогаш надолу имаме некој пат на планинарството и луѓето не се, затоа што тоа бил врв на планинарството, тоа е таа генерација. Пак имаме некој успон, но тој дел нас не е некако проблем, затоа што ја знам доволно историјата, знам дека во 50-тите планинарството е на многу високо ниво, се градат преку 30 планинарски дома во Македонија во тој период. Значи тогаш се дига се колку од нив се сега активни? Нема. 3. Јас бев едно време председател на Спелошка федерација и комуницирав со друштвото за... Мислам дека и таму односот не е соодветен, дека едноставно на тие состаноци планинарските друштва нема можност да понудат нешто, да се каже таа нивна активност, да се пофали нивната активност, дека некој повеќе или помалце е активен во таа смисла и дека едноставно тој однос е чисто федерација на планинарски спортови, едноставно е само нешто што постои
на ниво на информација, не повеќе од тоа, барем мојот впечаток беше така. Постои, имаме федерација, имаме активност, имаме комисии кои што функционираат, значи тоа се постои, но од таа претходни простор додека се издигнеме, додека се издигнеме на едно ниво кој што ни е потребно време треба да помине. Многу е полесно. Меѓутоа и треба и начин на комуникација да ако некој е го кедев сега нели се едноставно тоа е поминува така само као мала информација, што не е за подценување човекот. Едноставно не му е прв пат и со задоволство го прави. Тоа не е признаен како единствен македонец е препознаен, не е толку многу, препознаен и од федерацијата. Кај нас сигурно. Кај нас за жал тој човечки фактор, тој меѓучовечки однос е на едно, не знам дали учат луѓе од политичари, па сега се случуваат тие работи, но не треба да е така. Не треба да е така. Кажи ми колку младите се заинтересирани за планинарство и едноставно да бидат членови на друштво. Има доста млади кои што се движат на планина. Како доаѓа во вас? Тоа се луѓе кои имаат некого кој веќе планинарел или едноставно... Јас можам да го кажам мојот пример. Јас 95-та година се зачленив во планинарскиот клуб Љуботен, затоа што дел од луѓето дојдоа и беа во средното училиште, направија презентација, незачленија и станавме членови, кои што со одредени активности полека започнавме се движиме, иако јас и од основно училиште веќе секретарот кој што беше на училиштето денес наш член Стево Илиевски, кој што ме воведе во планинарството. Потоа професорот кој што беше по физичко во Ванчо Филковски во средното училиште, исто така беше многу загреан, беше скијач, беше планинар активен, кој што не насочи кон тоа. Значи мора да се посвети внимание на некого за да тој што сакаме може да продолжи во таа насока на планинарење. Кај нас сега имаме млади членови, правиме состаноци имаме предавања во училиштата низ Тетово, средни, основни. Имаме соработка со тие младински организации кои што функционираат во Тетово, правиме некои активности, покажување на шатори, јажиња, не знам, цртање, не знам, многу активности, но потребно е уште повеќе и потребно е интерес од страна на училиштата. Значи, таму мислам дека е главниот канал каде што може да се регрутираат воиднина планинари, не за планинарското друштво Љуботен или за Тетекс или било кој, туку воопшто луѓе кои што ќе сакаат и почитуваат планина. Ке се вратам пак на туризмот. Ја имам пријателка Емилија Филдишевска, која носи американци, ги носи на планинарење и обавезно посета на Бачила, каде што имаат можност да го имаат тоа сознание што е Бачило и на каков начин може да го доживеат. И мислам дека страшно успешно тоа го прави и луѓето се многу одушевени од таква некоја варијанта која ја немаат кај себе како можност. Колку се рече соработуваш со туристички агенции, колку се тие запознаени или имаат желба да на саемите представат планинарство како дел од туристичка понуда, бидејќи тоа е нешто на начин на кој може да се едноставно функционира и да од тоа има бенефит. Кај нас во Македонија немаме толкав број на туристички агенции што работат инкам. Тие што го работат неколку се 5-6 го прават тоа на доста високо ниво, имаат голема соработка, но немаме доволно. Како земја немаме некоја голема стратегија која што е во таа насока, значи тука имаме еден проблем, имаше стратегија веќе од 2012 веќе таа стратегија. Ја нема сега. Сега треба да се направи нова стратегија, но дали се прави или не знам. Но треба да се насочи тука, како што знаеме низ сите проблеми во држава, и ова е еден проблем кој што паралелно со другите треба да се коригира и да се движи нагоре, затоа што навистина има бенефит. Правиме нешто што не само луѓето кои што се локалците ќе останат во
на тие места да живеат, да не бегаат во градовите или па да се селат во другите места. Немаме овци, како што имало порано. Да. Што повеќе бачила, толку повеќе посетители. Тоа е она што ни фали. И самите луѓе кои што се на самите места врзуваат за различни или засегнати страни кои што се транспорт, комуникација, водичи, услуги, храна, не знам, сместување. Целиот тој ланец на комуникација ќе остане да живее и да продолжи да функционира во нашиот регион. И може да функционира и да има бенефит од тоа што е најбитното. Тетово нема, мислам, туристичка агенција или како град немаме туристичка агенција која работи на инкам. Има туристички агенции, но нема која што работи на влезен туризам кај нас. Не посакале такво нешто? Очигледно не. Но добро, Скопје е близко, така да имаме во Скопје. Сакам да кажам дека во суштина Македонија е планинарска земја. Немаме осет дека планината може да биде нешто што може да биде туристичка понуда. Ја на саемите за туризам на кои сум присуствувала во свое време, никогаш не сум видела една добра понуда на планинарење или на тој вид на туризам. Зошто е тоа така? Нема затоа што ајде да кажам сега само критичен да бидам за нас како македонци. И Албанија и Косово отидоа во планинскиот туризам многу далеко пред нас. Далеко пред нас. Тоа се случува затоа што кај нас инфраструктурата која што е потребна да се направи не се вложува во таа инфраструктура. Планинарскиот дом Љуботен е првиот најстар планинарски дом изграден во Македонија. Изграден е 31 година. Во јуни е почната градбата, во септември 23 е домот во 31 година изграден. Ставен во функција. Има и можност за преспивање, така? Да. Каков е тој капацитет? 47-50 луѓе. Тоа е доволно. Моабетот ми беше што ние кога го вративме домот како клуб назад, на име на клубот. Тоа беше 13-та, 14-та, 16-та почнавме со реновирање на домот. Ние 7 години, 6 години нешто што е изградено 31-во во такви услови, во такво општествено обкружување, без камион да се може да се качи горе, без некои ласерски помагала за да се изгради сето тоа, нели, за да добие на линија на градба како што е сега ден денес, што не е мрдната од својата конструкција. Ние 6 години го реновиравме домот. Значи, тоа е тој проблем. Сега правиме, да, значи секоја куќа си има работа и доградување, но нешто што можеше ние да го реновираме за многу краток период, ако имаше некој, ако државата имаше интерес да вложува во тој дел. Ние ќе имавме дом и немаше сега 3 години функционираме, него ќе функционираме 9 години. Што значи дека ние имавме простор каде што се трудевме да изнајдеме средства, да изнајдеме луѓе, да изнајдеме како да качиме материјал горе. Сето тоа нас ни беше, нели, труд, проблем, сме го работеле со огромно задоволство како планинарски клуб, како членови на клубот, но со многу минимална поддршка од нели со некои фондации кои што се од страна. Да, секторите кои тоа треба да го поддржат. А да било тоа во некоја стратегија, да било сето тоа влезено во некој план кој што требал да функционира и да бил подпомогнат од државата, кој што не се ни големи средства за државата да се направи тоа, тогаш ние веќе би функционирале. За жал, мислам дека во нашиот туризам, прво нема стратегија, да. Второ нема увид да во некои правци се оди. Ја многу пати сум кажала, нашите саеми се во глобала, морам пак да се вратам на тоа, бидејќи тоа ми е најболната точка, каде што ја представуваш државата како можност за туризам, најчесто се зимаат локални луѓе кои немаат информации за Македонија, за да може да кажеме во Белград на српски да им се обрати на луѓето кои доаѓаат да го посетат, него се сведува само на делење на проспекти на тие што ги имаат проспектите. Тоа не е доволно и по мене многу пати сум кажала, саемот треба да биде насочен кон ене правец. Оваа година да биде планинарство, година да биде езерата, третата година не знам што, и да тоа биде на некој начин можност да едноставно ја представиш Македонија и со нејзините можности на развивање на туризам. Не само развивање, него едноставно функционирање на туризам. Таа стратегија ние голем
проблем, затоа што, како што рековте, едно е планинскиот туризам, друго е винскиот туризам, друго е езерскиот туризам, кој што и комбинацијата на сите нив, кој што се прави, пак ќе кажам, она што последно ке нас како планински туризам функционира и е нешто што е препознато надвор, е пак оној продукт High Skardus Trail, кој што се движи од Љуботен до Охрид, колку е тоа посетено и како функционира? High Skardus Trail е нели продукт кој што е формиран од наша страна како ние бевме нели и како планинарски друштва и како Македонска асоциација за професионални водачи во планина вклучени, каде што ги правевме, ги мислевме како ќе бидат патеките, како ќе се одвиваат, ги маркиравме, ги уредувавме заедно со колегите од Косово. Тоа е продукт кој што потоа нели беше поддржан од ГИС, потоа преку една австријска агенција се пушти во продажба во етер во Европа, во светот, и сега полека доаѓаат луѓе и дел од нив се self-guided, значи луѓе кои што сами доаѓаат, ги симуваат патеките, сами резервираат места за сместување, затоа што на секоја точка има сместувачки капацитет, има контакти оставено. Тоа го прават, а исто така голем дел, одреден дел од овие луѓе кои што посетуваат, одат преку туристичка агенција. Така да и тоа е каде што туристичката агенција им организира се од почеток, од прием на од влез во Македонија, дали аеродром или транспортот од Косово или не знам каде, доаѓање до заминување. Така да тие се две варијанти како е посетен овој туристички пакет и можам дека има ли некој увид? Да, за 50% од година во година, еве после короната ако земам, за 50% бројот на гости расте. Секоја година е по. Јас имав чест во Тирана да присуствувам на почетокот на таквата варијанта на снимање на сето тоа и мене ми остави голем впечаток дека тоа се можностите кои едноставно некако се далеко од нас во мислите или во можностите и желбите да тоа биде. Драго ми е дека тоа функционира со се поголема посетеност и се поголема учество на сите тие кои, бидејќи тоа се 3 држави кои се врзани, ако не се лажам, Албанија, Косово и Македонија, и едноставно тоа убаво функционира и убаво треба да биде нешто што е препознатливо ова европски нормативи. Почнува да биде препознатливо, има уште за работа. Имаме недостаток на капацитета, затоа што бројот се зголемува. Може во исто време, ајде да кажем, нели како почетна точка е планинарскиот дом Љуботен, може би 3 групи по 15 луѓе може да смести. Но ако одиме во ајде и Брезовица на косовската страна може, но Љубиње или Вејце, каде што веќе имаме простор од 15 сместувачки капацитети или 20, ако дојдат 2 групи по 15 веќе имаме простор. Но добро е што локалците кои што се таму ја гледаат заинтересираноста како се повеќе доаѓаат туристи. И локалците почнуваат да отвораат своји куќите кои што им се во населените места во селата ги отвараат како сместувачки капацитети. Може не се со тој квалитет, може треба допрва да учат како да нудат квалитет со минимални услови за сместување и се она што како услуга треба се нуди. Но има и започнува полека да се креира и јас се надевам дека во иднина тој продукт ќе има доста голема посетеност. Кажи ми дали имаш увид колку е грубо бројката на планинарските водичи и како таа функционира? Ние сме професионалните планинарски водичи во Македонската асоциација. Некаде имаме доста обучено планинарски водичи, над бројката над 180 луѓе кои што функционира, но кои што работат и кои што функционираат, се извинам, некаде се околу 40 обучени професионални водичи по International Mountain Leader стандардот. Дали тие соработки, па ќе се вратам на странство, на некој начин се на тоа ниво да со нивните планинарски водичи една соработка има и да тие доаѓаат или каков е начинот
да не кажам пример дека еве туристите кај нас во Скопје доаѓаат со бугарски водичи или со не знам чиви водичи, едноставно си ја кажуваат својата приказна. Како тука функционира тоа? Тука ова е интересно затоа што секоја група која што доаѓа има водич, свој водич. Но кај нас и ние кога како професионални водичи комуницираме со нив во претходната комуникација или пак туристичката агенција која што претходно комуницира со нив, многу чисто ги распределува тие работи. Тој нивниот водич може да биде помошник на нашиот водич. И да преведува. Или да преведува, или да биде помошник, или да биде телгајд, да иде на крајот на линијата. Потребен е таков човек. За планина е потребен човек кој што ја знае својата група и нашиот водич кој што тука ќе биде со нив 5, 6, 7 или 8, 10 дена. Не знаеме колку трае тој таа посета на Македонија. И е потребно, иако слободно можам да кажам дека досегашните искуства се добри, позитивни, не се како со туристичките водичи да дојдат да кажуваат своји приказни водичи од други места кај нас. Кај нас е добро што овие водичи, мислам, тие се луѓе од истата бранша, од истата структура, како сите сме заедно колеги, членки на таа унија на асоциација на International Mountain Leader. И има почитување, има респект, имаме нормално меѓусебни корекции кога се движиме на планина, комуникација која што треба се направи, какви луѓе имаме, што луѓе имаме, како се движат, начин на движење. Многу помагаат доколку имаш човек кој што во одреден момент не може да се движи, па може колона да треба да се прекине, па дел од групата да продолжи, дел од групата да се симне, така да има добра соработка. Со тие водичи зборам од браншата на професионални водичи. Кажи ми дали во таквите туристички посети има медицински персонал? Медицински персонал во туристичка посета нема. Медицински персонал на планинарска тура како клуб имаме, како клуб, кога организираме Титоваров, имаме санитетски... Дека се случуваат несподи, точно. Имаме санитетски покровители кои што доаѓаат на настаните. Како туристи, сега, луѓето, како водичи, јас треба да ги изводам, тие нас не гледаат како се и се што. Ние како водичи имаме помината обука за прва помош, но тоа е обука за прва помош. Ја имаме комуникацијата, многу пати сме биле да спасуваме, но немаме посебна служба која што функционира. Имаме службата за спасување со Црвениот крст од Охрид, кој што тоа го работат на едно професионално ниво. Заедно со и уште неколку организации направивме Национален сојуз за спасување во планина, но тоа е сега се зачетоци на нешто што треба во иднина да профункционира. А сега заедно со колеги од професионалните водичи, со охриѓаните, со луѓе кои што се искусни планинари, ако се случи нешто, ние сме тие што први се... Ние сме се жал при крај на разговорот, времето брзо помина. Кажи ми дали нешто, може би што не сум те прашала или што не е соодветно на она што го правиме во Авитум, да кажам. Не се е соодветно затоа што оваа тема е огромна, голема и широка и има многу уште за зборување, но јас би се вратил на клубот, на самото здружение, на организацијата која што за да функционира една организација, за да се направи една организација, потребно е луѓето да се со една иста енергија, на една иста фреквенција, за да тоа се функционира како едно. Изминатиот викенд го имавме ова традиционално искачување, 43-то поред на Титоврв, и од година во година, иако добро го организираме, секогаш сами себе се критикуваме за да направиме нешто побаво. Ова година и во такви услови, како што беа магливо, влажно време, ладно и се луѓето успешно се искачија затоа што голем дел од членовите на клубот беа во организација и функционираа како едно. Тоа е таа енергија која што е потребна на секое здружение. Тоа е затоа што луѓето знаат како функционирало во минатото,
правиме нешто. Значи, многу сме горди на тоа минато. И треба да биде. Многу сме горди на тоа минато. Но благодарни сме што сме денес и тука со оваа група на планинари обкружени околу нас и правиме нешто за иднината, затоа што знаеме дека тие кога почнале 25-та и 30-та година мислеле многу понапред од нас сега. И најважно од се што сакаме да споменам дека најдовме препознатливост, покровител на овој значаен јубилеј да биде председателот на председателката на Македонија господја Гордана Силјановска-Давкова. Тоа многу значи за планинарскиот клуб Љубот. Кажи ми како е да си председател на планинарско друштво? Животот ми е мене планина. Легнувам и станувам со планина, нели имам завршено туризам, водич во планина, професионален. Убаво е затоа што најубаво е од секога луѓето ќе ги видиш членовите на клубот задоволни, кога се насмејани. Луѓето што доаѓаат од страна кога се задоволни. Не се мери таа правиш нешто за човек да се чувствува убаво. Нема поголема вредност. Дали некој што не е член на планинарско друштво дошол со вас и посакал да дојде уште еднаш или уште повеќе пати, а потоа станува и член? Да. Се случува доста и голем дел од членовите и така започнале. Драги гледачи, ние сме при крај. Јас ве поканувам во име на целава ова емисија и планинарството да пробате да се пријавите, да отидете и да видите и да уживате во убавините на нашите планини. Повикот е отворен и секој што сака природа треба да се движи.